Француски Пари Сен-Жермен ќе го представи Фабио Капиело како свој нов тренер. Неговиот договор ќе биде за 1 година. Тоа е затоа што од летото 2014 начело на тимот ќе застане Арсен Венгер. Менаџерот на Арсенал подпишал преддоговор со парижаните. Првиот чегор ќе биде Пари Сен-Жермен да ја плати 3 милиони евра на Руската фудбалска федерација за да биде ослободен Капело кој е селектор на Русија. Италијанецот ќе се врати на работа на клубско ниво по 6 годишна пауза во која водеше национални тимови. Пари Сен-Жермен ќе ја продолжи италијанската линија на тренерската позиција. Досега начело на тимот беше Карло Анчелоти кој го изведе составот до шампионската титула. Анчелоти ќе го води Реал Мадрид од есен, откако парижаните се согласија да го пуштат на Сантиаго Бернабе. Капело е избран во сериозна конкуренција на Андре Вилјаш Боаш, Гус Хединг и Михаел Лаудруп. Главниот конкурент на Пари Сен-Жермен во борба за титулата во француската Лига 1 за следната сезона, тимот на Монако кој се врати во првата лига, понудила 60 милиони евра за играчите на Милан, Стефан Ел Шарави и Кевин Принц Боатенг. Адриано Галијани ја добил понудата на сребата со представниците на раководството на Монако, на која е разговарано за трансферот на Боатенг. Представниците на новиот член на француската елита се заинтересирали за францускиот напаѓач Нијанг. За сега од Милан молчат, но не ги демантира информациите за понудата која стигна од Франција. За Ел Шарави интереси и од другите големи европски тимови, но во повеќе наврати Галијани јавно изјави дека немаат намера да се откажат од својата голема надеж. Ел Шарави беше најдобриот фудбалер на росонјерите минатата сезона. Венус Вилијамс нема да учествува на овогодинешното издание на Гранд Слем турнирот Вимблдон кој започнува во понеделник. Американката се жали на повреда на долниот дел на грбот. 33-годишната Вилијамс имаше болки во грбот и при порозот во првиот круг на Ролан Гарос. Тогаш таа и незината сестра Серена Вилијамс се откажа од учеството во парови на турнирот во Париз. Постарата од сестрите Вилијамс досега играше во секој издание на Вимблдон во последните 16 години. Таа не го пропуштила турнирот по своето деби во 97-та година. Венус Вилијамс е иначе петкратна шампионка на Вимблдон со победите и освоените титули во 2000 година, 2001, 2005, 2007 и 2008 година. Тимот на Мајами Хит забележа тешка победа против Сан Антонио Спарс во шестиот надпревар од НБА финалето со 103:100 по едно продолжение и изравни на 3:3 во победи. Епски надпревар одигра тимот на Мајами, кој се изборија за мајсторка пред својата публика. По 36 минути игра во Мајами се упатуваше на тоа дека Сан Антонио веќе во шестиот надпревар од финалето ќе ја прослави својата пета НБА титула во последните 14 години. До тој момент гостите од Тексас имаа предност од 10 поени разлика. Сепак во последните 20 секунди најпрво Леброн Джеймс погоди тројка, а потоа и Реј Ален на 5,3 секунди до крајот за продолжение, откако Кавај Ленард со нереализираното слободно фрлање им даде шанса на домакините со 3 поени да се изборат за дополнителни 5 минути и при резултат 95-95. Леброн Джеймс средбата ја заврши со 32 поена, 10 скокови и 11 асистенции за нов трипл-дабл, а одлична помош имаше од Марио Чалмерс кој доаде 20 коша. Вејд застана на 14, а Бош на 10 поени и 11 скока. Тим Данкан со 30 поени и 17 скока ги предводеше Спарси. Ленард доаде 22 поени и 11 скокови, а Тони Паркер имаше 19 поени и 8 асистенции. Дени Грин тотално потврли, постигна само 3 поени, а Джинобили 9 поени и имаше дури 8 загубени топки. Седмиот надпревар кој ќе го донесе новиот или староновиот шампион се игра утре вечер во 03 часот по полноќ по македонско време.